Остри тонови и меѓусебни препукувања меѓу власта и опозицијата во Комисијата за финансирање и буџет. На расправата за ребалансот на буџетот пратениците се скара околу парите, односно кој колку потрошил за изградба на инфраструктурата во Македонија. Од ВМРО ДПМН вела дека сите проекти кои сега се градат биле нивно дело и дека актуелната власт немала ниту шајка за ковано. Дека немало никаков инвестициски развој во земјава, од ВМРО ДПМН се повикаа на последниот извештај на Стеј департментно за бизнис климата за 2020. Во него се вели дека корупцијата во владините тендери и во суството, потоа конфликтот на интереси и непотизмот во јавните тендери остануваат сериозен проблем за земјава. Корупцијата е постојан проблем. Па наведуваат други релевантни институции, не опозицијата, релевантни меѓународни институции. Па велат Doing Business извештајот на Светската банка од 2020 година ја рангира Македонија како 17-то најдобро место за водење бизнис, намалување од 7 позиции од претходната година. Од СДСМ се правдаа дека веќе почнатите проекти како изградбата на патишта требало некој да ги доврши. За лошиот извештај за земјава за инвестицијската клима не кажаа ниту збор. Завршени патишта 2017-2019 година 480 километри, 533 милиони, зборуваме за завршени изградби и рехабилитирани патишта. 2020 година завршени 270 километри, 57,6 милиони евра. Активни во моментот 297,7, кои чинат 825 милиони евра и планираните нели за до крајот на годината 2021 263 километри со 70 милиони евра. Инаку со ребалансот на буџетот се планира државата да потроши дополнителни 300 милиони евра од првично планираниот, со што расходната страна ќе изнесува 4,3 милиарди евра. Буџетскиот дефицит ќе се продлабочи на дополнителни 180 милиони евра и до крајот на годинава се планира да достигне 6,5% од БДП. Амандманската расправа треба да трае 10 работни дена.